некако сфативме во еден момент дека иако многу се зборува веќе за оваа тема, регионално и локално, ние долго 3-4 години разглаваме темата јавни простори, но некако мислиме во моментот еден од главните мотиви да размениме искуства за проблематики кои што се горе-долу на слични ниво, односно третманот на јавниот простор. Локално пред тука нас не интересира Скопје, но да видиме како тие проблеми корелираат со сличните проблематики, сличниот механизм кој што се случува во регионот, конкретно Србија и Хрватска, и затоа сакавме да поканивме луѓе кои што имаат доста искуство во овој тип на проблематика, да размениме тие искуства и целта ни преку оваа конференција да произлезат некои конкретни фокус точки кои што ќе ги примениме после тука. Ќе дадеме некаков отпор, ќе се спротивставиме на идејата за начинот како се третира јавниот простор со кој низ различни аспекти, затоа не случајно одбравме да преку 5 гледни точки, 5 целини се разгледува таа тема, да не биде еднозначно, како идејата за јавниот простор се разгледува од институциите, конкретно од Музеј на современа уметност, Риека, Скопје и независните институции од културата до активистичките практики на улица. Така што помеѓу тие две крајни точки се обидуваме да ја раскажеме приказната за тоа што е јавен простор, што треба да представува, како да влијаеме на конкретните доминантни политики. Оваа тема е една тема која што во последно време го окупира нашето внимание и нашиот простор, и дотолку повеќе веќе сум учествувала на неколку повеќе различни настани, конференции и онлайн дискусии каде што се дискутира токму тоа. Значи, се работи за разни активисти, градски ентузијасти, луѓе посветени на се што од областа или на општествените прашања. Меѓутоа, активизмот најчесто добива форма на некаква културно-уметничка продукција и делување во јавниот простор. Па често се прашуваме дали нашата културна продукција која што завршува само на тоа, најчесто немаме некој поголем импакт, дали тоа е само алиби на репресорите, алиби која што едноставно е прокси демократија, значи представува дека во јавниот простор се слушаат гласовите на поинаквите, на различните, на алтернативата, меѓутоа после тоа долгорочно не се чувствува ништо. Прашањето треба да се постави со што може да се променат работите. Нормално дека најверојатно со сето тоа што го правиме како некои професионално ангажирани луѓе во културата и во уметноста, дека можеме да придонесеме некакво општествено помрднување на нешто такви како што се. Мислам дека може да доведе до нека драстична промена, не. Мислам дека уметноста конкретно може барем некако да стимулира некакви спекулативни или емотивни размислувања за нешто такви што се, или на некакво ниво да едуцира, па дури да еманципира одредена група на луѓе. Значи мислам дека за оваа тема многу се зборуваше. Изминативе колку 3-4 години од кога се појави на грандиозниот план Скопје 2014, мислам дека се направија милион публикации, милион конференции. Меѓутоа ние сметаме дека не треба да се застане да се зборува за тоа. Некако сметаме дека треба постојано таа тема да се преиспитува. Посебно во јавниот простор во Македонија од две страни некако зафатува. Една страна од комерцијализацијата и приватизацијата на јавниот простор како запзема оној простор кој припада од секојаш на граѓаните, од друга страна имаме еден капитален план кој што предонесува доменување. И зашто ни остана на нас граѓаните? Кој е јавниот простор и како ние како граѓани можеме да го ползуваме тоа?